Оваа година, 2025-та, дефинитивно инспирација секогаш е елката, нели, затоа што таа е првиот и единствен детал што го метнуваме во нашиот дом, како и сите останати. Останати работи што можам да ги нагласам дека се машните голем хит оваа година, мислам не само оваа година, него и изминатите години. Има и помали и поголеми, меѓутоа оваа година, да речеме, кај нас дома доминира големата машна, која претежно ставаат неелките, но кај нас стои кај огледалата. Искрено, акцентот го ставам на 4 бои, да кажеме, златна, зелена, бела и црвена. Доминира доста оваа година црвената боја, затоа што некако инспирација ми беше машната, која кога ја видов, едноставно се заљуби во нејзија и сакав да ја имам во мојот дом. И тоа беше првиот момент, значи црвената боја што сакав да биде оваа година да доминира. Потоа можеме да кажам дека и перниците и одредени машни што ги ставаме, и цвеќињата и свеќите, метнав оваа година повеќе црвена боја за разлика од минатите години. Материјалите што ги користиме, искрено гледам да се пријатни, затоа што на перниците, да кажеме, кебињата и таквите работи, затоа што нели ладен период ни е во овој од годината и сакам, значи, кога ќе седнам и кога ќе допрам на одредени работи да бидат пријатни. Значи, елката може да кажам дека таа веќе ни е неколку години, доста изгледа природно и се стремиме кон тоа да изгледа природно. Со доста има лампиони што се стаклени, и претежно тие ги купуваме од патување кога идеме, едноставно да се сеќаваме дека од некаде ни е тој лампион. Боите, како што напоменав дека се златна, бела, црвена, тие некако и кроз годините се задолжителни во нашиот дом. А оваа година секако црвената повеќе доминира. Кога ќе завршат веќе летните одмори, нели ни доаѓа оној убав период, да кажеме, од есента, меѓутоа веќе да се спремам и за есента, меѓутоа веќе од септември можам да кажам дека размислувам и за новогодишните декорации во нашиот дом. Сакам, значи, убави работи да метнувам во нашиот дом, као што може да се примети, да кажеме, гранката, потоа елката е заложителна, машната, како што напоменав, деталите што се од цвеќиња, свеќи, чини, чаши убави, чаршав за намаста. Значи, така да од септември можам да кажам дека размислувам кој каде, кој детал каде ќе стои во нашиот дом, а веќе крајот на ноември стартуваме со китењето. Реално од прилика ни одзема една недела, да кажеме, за да накитеме, затоа што сакаме да го уживаме, во тие моменти во китењето. Првен се почнува со сите останати декорации, а на крај ја ставаме елката. Свеќите се неизбежни, можам да кажам дека низ годините наназад, без разлика дали е есен, дали е зима, дали е нова година, Божик бадник. Свеќите некако ми даваат посебен топол амбиент во нашиот дом. Мислам дека доста почнаа да се користат и луѓето да ги користат веќе свеќите во нивните домови. Можеме да кажам дека не само што даваат топол амбиент, а толку веќе све измодернизирано, што тие миризливи свеќи плюс дополнително ја загреваат и пријатен амбиент даваат со самата миризба во домовите. Можам да кажам дека релативно доста имам поминато од новогодишни базари, меѓутоа за мене исклучок е Лондон без конкуренција. Дали е тоа за новогодишните празници, божичните или е во текот на целата година, меѓутоа во Англија, конкретно во Лондон, значи таму се гледа, значи, дека луѓето работат со декоратери, со стилисти, значи за излози, дали било тоа за ресторани, дали било за молови, за шопинг центри. Таму има, значи, комплетно приказна направена од секој, буквално секој агол, све е накитено. Меѓутоа не е накитено тоа да се помине дека е тоа ради реда, него таму има, значи, комплетно цела приказна. Од, како да кажам, ако е машна, тоа е, значи, направено сериозно, машна и посветено, не е само ради реда ставена на излогот на дали е мол, ресторан, било што, значи. Дефинитивно, значи, ама таму им се гледа богатството, меѓутоа им се гледа и уметноста, стилот и љубовта кон тоа што го прават луѓето.
приказната моја пред се нели фамилијата, семејството да се собереме, затоа што едноставно после работното време, ако не ти е дома убаво, не може да ти биде на друго место убаво. Доаѓаш и уморен од работа, едноставно се опушташ, дали со чаша вино, убава вечера, свеќите си запалиш, добра музика. Приказната е дека мора луѓето малку да си посветат внимание на семејството, на луѓето што ви сакаат околу себе. Дефинитивно тоа е број 1 за мене, а верувам и за сите, затоа што некако во ова лудо тркачко време, каде што сите трчаат, дали е тоа бизнис, дали е било што, значи, каде и да трчаш, ти повторно ќе дојдеш дома, а ако дома не ти е убаво, ти ќе бегаш од дома. Факт е дека побрзо иде раскитувањето него китењето. Некако, знаеш, Симона, како? Затоа што кога китиш, сакаш све секој детал да ти биде на посебно место ставен. Не можам да кажам дека кога се раскитува дека не е така. Има одредени работи сериозно, значи па и што не само финансиски што значат, него едноставно си врзан за нив. Сите луѓето имаме предмети што сме врзани, дали тоа е отпатување или подарок или било како. Гледаме, значи, да тоа да биде, пак ќе кажам, побрзо раскитување. Секоја вазна, секој лампион си има посебна кутија каде што е спастерен, како што имаме плакари, витрини, фиокари за гардероба, така ние имаме плакари каде што ги чуваме декорациите, без разлика дали тоа е за новата година или за Великден, за есенски декорации, сите се сместени во посебни кутии и составени во фиокари и во шкафови каде што ги чуваме во текот на целата година. Бадниковата вечер, ја менувам целата маса, затоа што имам уште една округла маса. Тука се собираме со моето семејство, значи најчесто гледам тоа да биде црвено и бела комбинација, некако за бадниковата вечер ми е поубаво да метнам повеќе црвена боја и црвени детали, како што се машните, значи чини и салфети, да бидат малку ретро да делуваат, а некако и самата боја ми е посебна за бадниковата вечер. Би посакал среќни, берикетни и убави празници на сите гледачи на македонската телевизија. Сакајте се, почитувајте се, затоа што едни без други не можеме.